Благодарам, почитувам председавач. Пред нас како точка дневен ред е одлука за прераспределба на средствата помеѓу буџетските корисници. Имаме ред кратења, ред додавања. 10 дена разговаравме за новиот буџет, но огледалото на тоа што работела владата во 2021 година, на што била фокусирана истата, го гледаме преку оваа одлука, каде што гледаме што се потрошило, а што не се потрошило. Јас ќе имам неколку ставки вака кои сакам да ги потенцирам, а тоа е да резервите за капитални расходи се намалуваат за 8 милиарди 257 милиони денари. Тоа кажува колку сте неинвентивни, колку сте неработници, колку не знаете еден проект да го смислите, да го реализирате и граѓаните барем нешто бенефит да имаат од тоа што ве плаќаат да седите во владата, да трошите народни пари и вез ден да не манипулирате со ќе. Обично на тоа ќе, кој што го зборувате од декември, кога се носи буџетот за следната година, па се до 31 од јануар кога се носи, па до 31 декември, но ова ќе тука веќе му се гледа дека ѓаволот ја онел шегата, значи 8 милиарди и 527 милиони остануваат неискористени за капитални инвестиции, претпоставувам пак сте немале. Многу интересна компонента за министерот за финансии, за зелените во собранието, дом, дуи, кои сте се, не знам, зелени, декларативно зелени, де факто кафени. Зашто? Затоа што ставката разни трансфери, во кои што сте предвидувале лани овдека гордо, достоинствено, зелена Македонија, почист амбиентален воздух, шуми, води и така натаму, велевте дека многу пратеници од тука со напишани говори од поштабовите дека за прв пат во историјата на буџетите посебен зелен развој имаме од цели 685 милиони денари. Тоа ви беше епохално достигнување и една од основните ставки за рекламирање во рубриката верували или не, дека ќе потрошите 685 милиони на зелен развој. Јас тогаш бев сомничав дека тие пари ќе се потрошат, бев резервиран, но еве ги документите, ако баба лаже, трап не лаже, вели 685 милиони се намалува. Значи, почитувани зелени, почитувани социјалдемократи, сите пари кои што ги предвидовте за зелен развој, денеска овдека верите дека се нула искористени. Нула. Од 685 милиони, барем еден проект да сте смислеле, да сте го реализирале, па да бидат 600 милиони. Не. Како сте ги ставиле парите, сте се изрекламирале пред јавноста, сте купиле некој ситен политички поен и на крај доаѓаме овдека и констатираме сите заедно, почитувани колеги кои што ги поддржувате, кои што ја гласате оваа влада, дека ниту еден денар во 2021 година сте немале за зелен развој. И многу е трагично да зелениот развој на патиките на Артан Груби чини повеќе од зелениот развој на државата. Бидејќи тие, претпоставувам, не ги земал за Дж, имаат некоја вредност, ама зелениот развој во државата има вредност на реализација нула. Понатаму. Сте предвидели уставка 414. Ако се сеќавате дека велевте кога зборувавме јас, колегата Стојановски, сеќавам тука имавме дебата, кога одевме по ставки дека тука се малци капитални инвестиции, вие велевте дека не се секирате на повеќе ставки се ставени, како сега сеќавам дискусијата што беше. И да, на повеќе ставки ги ставивте, еве првата видовме колку милиарди сте ги оставили неискористени. Втората ви е ставка 414, каде што вели резерви за капитални расходи се намалува за 171 милиарда. Преходната ставка беа 186 милиарди, во оваа ставка се 171 милиарда.
Нула реализација имате на капитални. Уште подозгора сте ставиле резервни капитални. Тоа значи, почитувани граѓани, ако толку многу сработат, ако повеќе седат во владата, помалку на Боемска, дека ќе ги потрошат тие 186 милиарди и еве имаат резервни нови 170 милиарда. Реализацијата е нула. Еве ги се ги пишува на документ и таму ништо не сте реализирале, туку сте намалиле. Понатаму велевте дека ќе се гради. Нели, градите, ама никој не гледа. Ставката 481. Почитувани колеги, градежни објекти се намалува за 80 милиони денари. И таму ништо не сте градиле, сте ги ставиле, сте направиле пиар и еве сега можеме да констатираме слободно дека повторно ќе гласате влада која што е неинвентивна, не работи и така натаму. Понатаму имате друга ставка, од овие што ги стававте за капитални расходи, вели резерви на капитални расходи, друга ставка се намалува за 94 милиони денари. Значи и од оваа ставка од многу што ги стававте, и таа не сте ја намалиле, и поднезе вели дека во случај ако ги потрошите овие 94 милиони, ако сработите нешто, ќе имате и резервни капитални расходи за 16 милиони, и тие еве ги 490 стојат и тие се неискористени. Значи и тие ставки дупли каде што ќе се работи, па ќе се доработува, имате реализација, почитувани колеги, нула, не вие, се разбира, туку оние од владата кои што ги поддржувате и кои што не себично ме давате вашата поддршка за нови и нови мандати на штета на граѓаните, на штета на нас, на нашите семејства и сите оние кои што не гледаат. Потоа имате друга ставка од многуте, резерви за капитални расходи, и таа се намалува за 25 милиони 905 илјади и поднезе уште една ставка за 5 милиони и таа ништо не сте направиле. Осма ставка. Резервирани за капитални расходи се намалува за нови 19 милиони 149 илјади 294 денари и под него веднаш имате други градежни работи, за во случај вие дека сте ги исполниле, имате нови 12 милиони денари. Да не ви ги читам уште, еве 482, овие се малку, 300 денари не сте ги потрошиле, резерви нови, 74 милиони капитални инвестиции не сте ги потрошиле, па трети резерви 5 милиони 584 илјади, секаде сте ставале капитални расходи за на телевизија, зависи од министерството, да секој министер од сложната коалиција, кога ќе излезе на телевизија, кога ќе дојде во собранието, да мафта со програмата за работа, дека многу капитални инвестиции има и да не ви ги читам повеќе од 30 се на број, каде што реализација имате нула и ништо не сте сработиле, топтан заедно со зелениот развој за кој што се фалевте, а не сте потрошиле и денар. Она кое што остро протестирам, бидејќи вие сте за интеграција, не е во ред тоа што 2021 година на Агенцијата за национална безбедност парите наменети за објект и ги скративте. Јас председавам со таа комисија, кога се работи за безбедност нема дневна политика, нема партии и кога се правеше буџетот кажав дека тој капитален расход и таа инвестиција поддржувам. Агенцијата за национална безбедност, почитувани пратеници, мора да има свој простории. И тоа мораше да го направи многу одамна, затоа што имаме превземено обврска пред меѓународните партнери, пред НАТО, дека тоа мора да го одделиме. Ја ставате цело време 3 милиони евра, најдени се просториите, требаше да се купат и сега му оставате во буџет 2022 година. Навистина е несериозно. Несериозно е да имате пари за разни глупости, а да немате пари за обврските превземени. При создавање на закон, при правење на таа национална агенција, мора да се оддели од МВР. Тоа го стои у закон. И на човекот му правите проблеми. И тоа не е во ред. И јас, иако сум опозиција, тоа го поддржувам. И не може така. И не може да стигнете пинг-понг овдека, како влада, господине Бесими, да му ги ставате на човекот, па да му ги земате после тоа. Значи, со безбедноста е едно, овдека во собрание е друго. И ве молам да си ги почитувате обврските пред меѓународните партнери. Кај сте зголемиле и кај сте надмашиле? Ставка 425,
договорни услуги се зголемува за 51 милион денари. Значи, почитувани пратеници, пред се од оние на мнозинството, до сега зборувавме кај сте крателе. Така, сте крателе на капитални инвестиции, на зелен развој, на градење, на се. Ама, ставка 425 сте ја надмашиле и сте ја зголемиле за нови 51 милион денари. Нека цени јавноста, нека слушаат, па ќе видиме. Ставка 423. Материјали и ситен инвентар 65 милиони евра. Денари, се извинувам, милион евра и нешто. На тетрадки пенкала, например, оваа година имавте 25.000 евра за тетрадчиња само во НАРТА министерството, другите да не ги зборувам. На Крешник Бектеши министерството имаше 45.000 евра за хартија, за тонери. Значи тоа сте го потрошиле, ви било малце, нови 65 милиони евра на сметка на капиталните инвестиции. Се разбира, поправки и тековно одржување се зголемиле за 46 милиони, останите потрошиле повеќе. И потоа има нова ставка, значи покрај таа за договорни услуги што зборува в првата, 425 се зголемува за 14 милиони и 500 илјади, што навистина ја отсликува реалноста во Македонија и отсликува потребите на владата, приоритетите. Ставка 452, почитувани колеги. Каматни плаќања кон домашни кредитори се зголемува за 85 милиони и 193 илјади. Па нели јавниот долг паѓа? Нели држава е помалку задолжена? Тоа зборевте 10 дена овдека. Ама не било така. Нови пари за камати од 85 милиони во тековната 2021 година. Заборав да кажам, многу ми интересна ставката каде останале пари во информатички услуги и софтвери нови кај премиерот. Таму ви останале суфицит пари, се гледа дека Рашковски не е таму оваа година, бидејќи обично таму ви беа мањак парите за софтвери, за компјутери, за такви програмчиња, за полагање на испити, што ти ја знам. Разни трансфери, 260 милиони, не пишува за што. Тие се тие кои што ги зборувавме и за овој буџет, потоа уште на 44 разни трансфери се зголемува. 423, друго министерство, ситен инвентар, 70 милиона денари. Што правите, ја не знам, приеска 65 милиони, сега се 2 милиона евра да потрошите за хартија, за фотокопирање, за тонери, за гуми, пенкала, не можам да разберам, претпоставувам дека некој мнозинството ќе стане. Потоа ставка 425, договорни услуги се зголемува за 200 милиона денари, 3,5 милиона евра, некои отишле плюс тие пари годинава на сметка на овие капитални што не се реализирани. Така што генерално тука ќе застанам во интерес на времето и други дискутанти. Штовани колеги, ние можеме да тераме политика колку сакаме. Можеме да зборуваме и да ги гледаме работите од еден наголо од друг. Мене ме е јасно дека вие ќе ја фалите владата, ние ќе ја кудиме владата. Она што сакам да го порачам. И го зборував и во буџетот, и во ребалансите, го зборувам и на оваа точка. Разговарајте со вашите соседи, со вашите пријатели. Верувајте, нема да ги слушните истите одговори за тоа како се развива државата од оние кои што ги слушате од владата. Како што ви кажа, владата беше најдобра за зелен развој, нула реализација. Градите автопатишта, никој не ги гледа. А регионални патишта, никој не ги гледа. Градите автопатишта, ама реалноста е дека ни еден метар автопат немате изградено. За 2 километри у Блаце, 5 министри, премиер, еден вице-премиер се слика, 0 милиметри имате изградено. Единственото кое што го градите, а е поврзано со автопатишта, е што градите на патни рампи на автопатиштата. Дајте малце да се погледнеме во очи и да им кажеме на овие од владата дека овакви документи да не праќаат, дека овие документи ќе им бидат вратени. Ако од владата немаат кој да ги контролира, бидејќи граѓаните не ги контролираат нив, согласно закон ние ги контролираме, и ако ги навикнеме, а веќе вие ги навикневте овие години и пол, дека што и да пратат, тука ќе добијат 61, 62 или 64 раце, да знаете дека со тоа можеби краткорочно припишувате нешто добро на вашата вркушка и личен интерес, а за граѓаните долгорочно сериозни проблеми и маки и немаштија. Благодарам.